Благодарам, председателке. И покрај тоа што мојот колега Диме Велков предходно малце кажа за функцијата на ова екодрво, за кое што денеска сите ние колегите зборуваме, бидејќи сметаме дека потребата од едно вакво екодрво во општините каде што има големо аерозагадување е огромна. И кажа, исто така сакам да потенцирам дека во буџетот има пари за вакво нешто. Еве, сведоци сме дека заменик министерот не го прифати овој предлог, односно овој амандман, и во мојот град Кавадарци да има поставено едно вакво екодрво и покрај тоа што нели средства има, и кажа дека аерозагадувањето во иднина ќе се решава по пат или со други мерки кои што ќе ги превзема владата. Меѓутоа, во интерес на граѓаните кои не следат, би сакала малку да кажам всушност што представува тоа екодрво за граѓаните вака, и уште тоа екодрво за кое сите зборувавме овде денес е познато и под името како зелен билборд или како вертикален растителен зид, и представува една вертикална структура од мовови, висока 4 метра, широка 3 метри, и е комбинација од специфични култури на мовови и на васкуларни растенија кои што абсорбираат ситна прашина, односно PM честички, азотни оксиди и озон, и имаат способност да неутрализираат 240 тони јаглерод диоксид годишно и заменуваат вкупно 275 дрва. Тие ја привлекуваат и ја фаќаат ситната прашина и ја претвараат во фитомаса која што ја користат како храна. Информациите се дека овој растителен филтер го компензира загадувањето на 417 автомобили на годишно ниво и може да се адаптира на секоја животна средина. За тоа, почитувани граѓани, денеска зборуваме. Имајќи го во предвид фактот дека повеќе од 3000 лица во Македонија на годишно ниво умираат како резултат на загаденоста на воздухот, сметам дека овие средства кои што ги бараме од 1.500.000 денари за почеток и не се многу за да се овозможи вакво екодрво и во мојот град Кавадарци, кој што покрај Скопје, Битола и Тетово е еден од градовите каде што има големо аерозагадување, бидејќи во град Кавадарци има доста индустрија и голем број на возила по жител. Според извештајот на Европската агенција за животна средина, значи македонците дишат најотровен воздух во Европа. Иако во Европа на годишно ниво прерано умираат околу 400.000 луѓе како последица на загадениот воздух, во Македонија таа бројка е над 3000 лица. И со овој податок Република Македонија е на прво место во Европа. Ако состојбата е ваква, и ако итен стратешки реформски приоритет на оваа влада беше борбата со аерозагадувањето и требаше да се реши во првите 6 месеци од нивното доаѓање, вие сега за оваа намена во буџетот предвидувате само 1.600.000 евра, што е 100 пати помалку и е 1 година и пол со закаснување. Ветеното дека повторно ќе се воспостави тој фонд за животна средина како гаранција дека средствата добиени од такси за животната средина ќе бидат строго наменски искористени за подобрување на квалитетот на животната средина, од тоа нема ништо. Ако во 2016 година, колеги, се собрани 183 милиони евра како донации поврзани со животната средина, во 2015 година 168 милиони евра, сега се одвојуваат само 1.600.000 евра средства против загадувањето и сметам дека представува едно срамно залажување и лажно прикажување на
вашата борба против аерозагадување, додека над 3000 луѓе на годишно ниво умираат, а децата ги полнат болниците нели со различни респираторни заболувања. Госпоđo заменик министер, 1.600.000 евра се премалку средства во буџетот за надминувањето на овој голем проблем со аерозагадувањето, бидејќи последните 2 години нема превземено ниту една од мерките во насока на подобрување нели на квалитетот на воздухот. Во буџетот за 2019 година имате предвидено 7 милиони евра за луксузни автомобили и мебел, а само 1.600.000 евра за справување со аерозагадувањето. Загадениот воздух ги полни болниците, а најпогодени се секако малите деца, бремените жени, хроничните болни, возрастните над 65 години и високото ниво на канцерогените PM10 честички предизвикуваат големи проблеми на кардиоваскуларните органи и на респираторните органи и нивното лекување кошта многу повеќе од превенцијата од аерозагадувањето. И затоа сметам дека овие средства што ги бараме ние колегите за зелен билборд или за екодрво од 1.500.000 денари не се големи средства, велите дека ги има и требаше нашите барања преку амандмани од ваша страна да бидат прифатени, бидејќи во мојата дискусија и податоците што ги кажав, се гледа дека тие зелени билборди или екодрва во многу можат да помогнат во прочистувањето на воздухот во најзагадените градови. Ви благодарам. Реплика Диме Велковски.